Генералот Стојанче Ангелов од достоинство положи свежо цвеќе пред споменикот на загинатите бранители Ангел во Битола. Во изјава за медиумите Ангелов истакна: Ние македонските бранители од 2001 година не се боревме за ваква Македонија. Нашите браќа по оружје не загинаа за ваква Македонија. Македонија понижена од нашиот воен непријател од 2001 година. Затоа пратениците на достоинство за Македонија во рок од 6 месеци ќе поднесат резолуција за укинување на признавањето на Косово, се додека Албанија не ја признае Македонија под незиното уставно име. Закон за укинување на Законот за територијална организација од 2004 година, исправање на неправдата кон македонците од Струга и Кичево со враќање на овие општини во нивните поранешни граници. Закон за поништување на автентичното толкување на Законот за амнестија, со кој беа ослободени злосторниците опфатени со хашките случаеви и нивно изведување пред суд. Закон за забрана на вршење на јавни функции на поранешните припадници на УЧК која нападнаа државата во 2001 година. Забрана да работат, да бидат избрани за пратеници, министри, советници во општините, директори на јавни предпријатија. Иницијатива за постепено, етапно и делумно укинување на Охридскиот рамковен договор. Иницијатива за итно укинување на амандманот 6 на Уставот, со кој што се воведени етничките квоти и со кој што се врши етничка дискриминација на македонците во Македонија, со кој што многу послави кандидати се запишуваат на факултети или се вработуваат само затоа што се албанци. Иницијатива за укинување на така нареченото Бадентерово правило, со кое што малцинството врши терор врз мнозинството во Македонија. Контрола на користењето на албанското знаме и задолжително користење на македонското знаме на сите официјални настани. Иницијатива за пронаоѓање на местата на кои што се закопани киднапираните и убиени македонци од 2001 година, нивна есхумација и закопување според нашите православни обичаи. Закон за праведно обештетување на раселените лица од 2001 година и една од најважните работи за нас, Закон за бранителите од 2001 година или пронаоѓање на други начини на решавање на проблемите на бранителите од 2001 година, како што е, например, проблемот на Живко, кој што е татко на загинат бранител и загинатиот Маријан Божиновски, и за жал до ден денес владата не ги обештети семејствата на загинатите. Ние имаме 10 семејства на загинати во Македонија, кои што до ден денес се уште не се обештетени, со што е нанесена една голема неправда. Исто така имаме и 30 на војни инвалиди од 2001 година, кои што до ден денес не се обештетени. Кога ние, македонските бранители, гледаме како државата се однесува кон семејствата на загинатите, како се однесува кон војните инвалиди и кон што да очекуваат останатите бранители кои што останале неповредени. Живко Божиновски, татко на загинатиот бранител Маријан Божиновски, кој загина во заседа 2001 година кај Вејце, за медиумите рече: Јас уште 2003 прв го добив споро со државата. Ама ако заминува овие од СДСМ, го укинат. Разбирате? На Врховниот суд беше укинат. После овие другите го додеа, тие заблагодарувам на генералот затоа што дојде во Битола и од тука да ја почне кампањата. На достоинствен начин и голема почит спрема бранителите. Од 2001 треба и ние родителите и роднините на овие му сме многу благодарни затоа што дојде и почнува кампањата од тука да почне и со тој негова кампања и да бидиме за него. Ангелов бара повлекување на признавањето на Косово. Доколку Ангелов, односно доколку достоинство, освои и еден пратеник веднаш повлегувањето во собранието, ќе покренат иницијатива за повлекување на признавањето на Косово и постепено укинување на Охридскиот рамковен договор, рече Стојанче Ангелов на денешната пресконференција.